Да, почнаа подготовките за одбележување на Богојавление Водици, кој што ќе го прославиме во понеделник на 19 јануари и секако покрај сите обреди, обичаи и традиционално одбележување на денот, верувам дека има голема возбуда и кај оние верници кои што ќе ја искористат можноста да бидат дел од оние кои што ќе се фрлаат во светите води за да го извадат светиот крст. Денеска во студиото со мене е верникот кој што најмногу пати го има извадено светиот крст од светите води за Водици. Даниел Дочевски, добар ден и добре дојдовте. Пред се сакам да ви ги честитам божикните празници што измина и да ви посакам добро здравје, среќа и успех, да ги поздравам гледачите на вашата емисија и да им посакам здравје, среќа и берекет во новата 2026 година. Задоволство ми е, Даниел, верувам и на нашите гледачи што денеска ќе имате можност да ни го пренесете вашето искуство, секако чувството и духовната порака што ни ја носи празникот Водици. Меѓутоа, еве, за самиот почеток би сакала да ве прашам што за вас лично значи празникот Водици и самиот чин на фаќање или вадење на крстот од водата. Вака, ние од многу мали нозе сме од нашите родители учени да бидеме посветени на нашата вера, на нашата традиција, на нашите обичаи со брат ми. Така во таква хармонија, во таков дух сме воспитувани и уште од многу мали нозе го чекав овој ден кога ќе бидам полнолетен и кога ќе можам да учествувам на оваа манифестација Богојавление Водици. Самиот ден за мене има многу големо значење, како и за секој православен христијанин што треба да има. Тогаш се јавува на тој ден за прв пат Светото Тројство и во вид на гулаб слегува од небото, се крштева нашиот Бог Исус Христос, така да се верува дека на тој ден сите води се осветени и секој што ќе биде во тие води, таа година ќе му донесе здравје и берекет, а тој што ќе го успее да го извади осветениот крст од осветените води, ќе го прати среќа и благодет и здравје. Пред разговорот се вративме малку наназад низ времето, се обидовме да изброиме колку пати сте биле дел од овој настан. Па ајде кажете ми колку пати поред учествувате на чинот на положување на светиот крст во водите и како започна вашата приказна да бидете дел од ова најмасовна црковно-народна манифестација? Па вака, како што напоменав пред малку, значи на точно на моето полнолетство, за прв пат учествував во моето родно Кратово. Значи тоа ми беше првиот скок по осветениот крст. И тоа беше првиот пат, прво скокање и прв пат кај што успеав да го извадам осветениот крст од осветените води. Така да таму сум раснат како дете, иако сум со години преселени сме фамилиарно во Скопје. Многу посакував од самото родно место каде што ми е првиот пат да бидам таму и од тука започна, од тука започна се. После тоа цело време сум на речното корито на реката Вардар. 2011, значи 12 пати некаде учествувам, од кои што 5 пати сум успеал да стигнам до осветениот крст. 2012 беше годината која што прв пат успеав да го извадам осветениот крст од реката Вардар. 2014, 2016, 2018, тоа се некои парни години каде што јас успевам да дојдам до осветениот крст. Преголем ден за мене, како христијанин. Но морам да ве прашам, какво е чувството кога ќе дојдете до него и кога ќе го извадите крстот? Може ли тоа да се опише со зборови? Тоа е единствено прашање што немам одговор. Тоа само треба да се доживее. Тоа е преголема емоција, многу голема еуфорија. Значи, посакувам на секој еден верник да, барем еднаш во животот, успее да го доживее тоа чувство како што јас сум го доживеал 5 години.
Вие со вас во студиото донесовте еден од осветените крстови, кој што го извадивте од кои води? Од Вардар. Од Вардар. Така. Верувате ли вие дека фаќањето на крстот носи благослов, здравје и среќа во текот на годината? Какво е вашето искуство? Ви донесоа ли тие можности многу среќа во животот? Можам да кажам дека сум среќен човек. Така. И дека ме прати среќа. Вербата е многу голема и како викаат, во тоа што веруваш и тоа и се остварува. Јас стварно верувам длабоко од срцето и од душата во овој голем ден што ни доаѓа и не случајно тоа се случува. Еве кај мене барем 5 пати се покажало искрената верба и искрено ако го чувствуваш тоа, крстот доаѓа во твои раце. Богојавление Водици го славиме на 19 јануари, практично во еден од најстудените месеци во годината. Така. Знаат да бидат и минусни температурите надвор, водата да биде студена, но сепак сите оние кои што нели сакаат да бидат дел од оваа манифестација морат добро да се подготват пред самиот чин. Па соодветно нели на вашето искуство би сакала малку повеќе да ни кажете како течат самите подготовки пред чинот нели, за да влезете во водите и да имате можност да го извадите светиот крст. Треба да бидете подготвени физички, психички, но би рекла и да бидете подготвени духовно. Имате ли вие лично некоја ваша посебна молитва или некој личен ритуал пред да влезете во водата? Молитвата како верник јас ја практикувам секој ден. Што се однесува до самиот настан и како Да, можете да го земете пред себе, ќе може и камерата да го фати убаво. Еве. Така. Самото како оди целиот настан, еве како оди припремата за тие што прв пат ќе учествуваат оваа година. Секоја година спортска медицина е поддршка на сите учесници што ќе учествуваат. И претходно се прават прегледи, така, нели, за сите треба учесници? задолжително е да се поминат тие здравствени проверки. Тоа е сепак за наше добро. Со самото тоа поминување на здравствениот преглед ти даваат белешка дека си способен да учествуваш на манифестацијата. Со самиот тој купон здравствен, одите во МПЦ, таму има задолжен човек што е исто многу добра организација и ни даваат као купонче, као учесник, дека е благословено тој ден да влезете во осветените води на реката Вардар. Така да јас ги замолувам сите затоа што има и малолетни што ќе учествуваат, да си го поминат тој медицински преглед. Јас вчера го поминав. И да, во молитва и во смиреност да си бидат на самото речно корито на реката Вардар, претходно да си учествуваат на литургијата, што е во нашата црква Богородица. Од таму и почнува се, значи во 8 часот сме таму на литургија. И јас таму душевно се подготвувам, значи мирот си го наоѓам таму со бајлето. Откако ќе заврши значи литургијата, тогаш се упатуваме кон брегот на Вардар. Така да физички подготовки, јас сум спортист долги години, значи физички сум спремен, но тоа не ми помогнало да дојдам до осветениот крст, затоа што искрено таму има многу спремни момци. Крстот си доаѓа сам по себе, но не е лошо да бидеш физички подготвен, добро, затоа што сепак ова е Вардар и оваа година посебно треба да се внимава затоа што е доста голем и брз, тоа се минусни температури, треба со смиреност и со вера да се влезе и да се испочитува тој голем ден. Така. Има ли некој момент од досегашните искуства, всушност некој момент кој што ви е највпечатлив од претходните години кога сте учествувале на вадењето на крстот?
И зошто? Еве тој момент, ако така. го споделиме. Така, еве, за мене се сите години на некој начин посебни и убави. Значи, кога сме се одлучиле да бидеме таму, сигурно има посебно чувство за тој ден да сме таму. Најсрекни, највозбудливи години ми биле годините кога сум го извадил Секако. Светиот крст од осветените води, но еве ќе издвојам, нека биде тоа една затоа што тој ден ни покажува сплотеност. Тоа е и пораката на тој празник. Ќе го издвојам моментот за времето на ковид, кога беше, Така. и тогаш манифестацијата не се одржуваше. Така да ни беше благословено неколку луѓе да влеземе во осветените води на реката Вардар, и тогаш направивме еден пример дадовме како треба да се учествува на оваа манифестација. Бевме некаде околу 20 на верници и сите се држевме за рака. Така. Господин Стефан, почитуваниот наш архиепископ, го положи крстот во осветените води и ние сите заедно го извадивме крстот од осветените води. Тоа беше година кај што покажавме, се надевам дека покажавме пример и на сплотеност, на вера, на верба и како треба да се доживее тој ден. Сите награди ги поклонивме, ги дониравме на семејство кое што имаше потреба од што можевме материјално да помогнеме, ги поклонивме, и крстот беше во сите нас верници таа година, значи и после сплотено го вративме во црква. Рековте дека започнавте од родното место Кратово. Потоа сте биле на чинот на положување на Светиот крст во водите во Бигорскиот манастир, многу често во водите на реката Вардар, на Вардар во Скопје. Меѓутоа ве прашав, бидејќи погледнавме прилог за подготовките на водици во Охрид. Не сте биле во Охрид, а дали имате желба да се нурнете во осветените води на Охридското езеро? Не сум бил и мора да признам дека се спремам. Така? Се спремам. Не знам, оваа година нема да бидам таму, но меѓутоа здравие Боже, можна е другата година да бидам во Охрид. Да. Го споделивте искуството на заедништво токму во периодот кога бевме во епидемија на ковид. Меѓутоа, ајде генерално на овие големи манифестации кои што се одржуваат по повод водици во нормални услови, пренесете ни атмосферата. Каква е атмосферата меѓу учесниците? Има ли ривалство или повеќе има заедништво и почети покрај тоа што секој сака да биде првиот што ќе стигне до Светиот крст? Па вака, во Вардар мора да признам дека ривалство нема. Сите сме во некоја еуфорија тогаш. Так. И што е и нормално да бидеме. Сите сме, морам сега стварно да го издвојам Вардар и сите да ги поздравам верници што се таму. Сите се дојдени со помисла на тоа дека ќе стигнат до Светениот крст. Ривалство нема, подготовки нема. Нема групирања, нема, значи, едноставно секој за себе. Секој за себе, така да мислам дека доколку има во некои места ривалства или групирање, ете искрено јас би ги замолил да бидат сплотени и да бидат со духот на верата таму. Сепак ова не е спортски настан, тоа таму да се такмичиме. Еве, јас неколку години, не знам дали сум го изјавил ова некогаш во медиуми, прв пат ќе го изјавам еве кај вас. Јас неколку години учествувам, но не сум во трката на Светиот крст. Значи, се радувам, еве и лани и преклани се радував кога млади деца ќе го извадат осветениот крст од реката Вардар. Така да многу е битно и да учествуваш. Самиот чин на учествувањето е многу битен исто, така да не гледам потреба да би имало некое групирање или некое ривалство и ми е многу драго што ете млади деца, лани ете млади, мора да го поздравам детето, не го познавам лично, но ми е пред се многу драго кога го видов него лани, иако бев лани настинат со вирус, сезонски го гледав од дома и ми е многу драго, се потсетив на
на деновите кога јас бев толку млад и кога јас успеав. Убаво споменавте дека секоја година се повеќе на млади верници сакаат да бидат дел од овој настан, чин на осветување на водите и секако вадење на Светиот Крст. Така ќе биде и оваа година. Според она што го имаме како информација, има многу млади верници кои што се пријавуваат и всушност ова потврдува дека е многу важно да се зачувуваат ваквите традиции и да се пренесуваат на младите генерации. И според вашето искуство, вие сте еден од оние кои што треба сега да им пренесете на помладите како да се однесуваат, на што да внимаваат и како да ја зачувуваат и пренесуваат оваа традиција. Баш така, вчера бев сведок и очевидец на тоа кога ги поминував медицинските прегледи. Видов многу млади деца, 17 години, 18 години, каде што ги поминуваат здравствените проверки и еве мора да ви соопштам директно кај вас, да знаете, оваа година слушнав и од сигурни извори ви давам информација дека ќе имаме девојче. Одлично. Учесник. Така. До сега немало девојче? 2012 кога го изводив јас крстот за прв пат во осветените води од реката Вардар, учествуваше со мене Ангела, се викаше девојчето. Овој пат нема да го открием името. Така, да, нека ќе ја следиме манифестацијата така, и ќе видиме што ќе се случува. Многу ми е драго. Посакувам да биде таа среќен, нели, срекницата на оваа година, но меѓутоа како што кажав, нека си биде тоа на кого му е кој ќе биде тој, нели, благословен, тој нека си биде. Ќе се радувам за секој и да не бидам јас и тој што ќе биде како верник, големи христијанин, ќе ми биде многу драго и ќе се радувам за секој верник. И практично кажавте дел од пораките кои што би ги упатиле за нашите гледачи, но еве што ќе им порачате на младите кои што за прв пат оваа година ќе се одлучат да учествуваат на чинот на положување на Светиот Крст и една порака до сите верници по повод Богојавление Водици? Најбитното нешто е да не влезат прерано во Вардар. Значи, додека кога завршуваме со литургија од црква, се враќаме на речното корито. Значи, тогаш горе има уште литургија, значи од 11 часот до 12 часот, нели, тоа осветување, водосветот што се случува, значи мораме пажливо да бидеме фокусирани на молитвите и на самиот чин. Тоа и ќе ве подготви понатаму за продолжување на манифестацијата. Така е, има многу неискусни верници и млади деца што прерано ќе влезат. Да не заборавиме дека е многу ладно, значи напоменувам дека биде тоа апел, значи многу е рано за да се влезе прерано во вода. Затоа што надвор е ладно, самата вода е многу ладна, брза, јака, значи треба многу внимание. Тоа би го посочил како пример. Значи има момент и се знае кога се влага во Вардар и кога треба да се оди по крстот, прерано да не се влегува, да не се користи алкохол пред самиот чин, така да тоа и да имаат обувки обавезно. Значи тој што ќе учествува прв пат да знае дека речното корито на Вардар не е така рамно, има камења и да не се изложуваат на ризик. Да не се тргне да се трча низ Вардар, буквално, туку да си бидат подготвени, тоа да се добро наспани вечерта. И одморени секако. И за кратко една порака до верниците по повод Водици. Еве, јас од срце ги поздравувам, им посакувам многу успех, да бидат благословени, да се припремаат затоа што ќе бидат благословени на тој ден, да си го слушаат срцето, да си ја сакаат верата, да се сакаме меѓу себе, да пружаме љубов, да бидеме сплотени, да си сакаме државата, да ги сакаме сите луѓе, да бидеме добри луѓе, како што не учи нашата христијанска вера.
Даниел, ви благодарам многу за гостувањето. Продолжете и понатаму во животот да градите успеси, токму преку ова негување на православната традиција и пред се да останете среќен човек. Ви благодарам на прекрасната емисија. Ќе ми дозволите да упатам поздрав голем до вас како телевизија и до сите спонзори и луѓе што и сите верници што се на тој ден таму, што ни даваат поддршка, што ни давате поддршка, да сте живи и здрави и да обстоите уште многу години. Благодарам, ми беше задоволство. И мене исто.